Денешниот ден Спасовден, телевизија Морис како специализиран канал за следење на македонската традиција, обичаи и фолклор. Денес на 2 наврати ќе забележи обичаи во Охридско и Струшко. Во моментов екипата на телевизија Морис се наоѓа во Струшкото село Вишни. Тие како гости, намерници прошетаа низ селото во моментот кога безмалку сите домаќини си ги очекуваа сопствените гости. Од таа причина може би чешмата остана празна, без годарки. Затоа пак во нејзиниот тек по природен парк се разводуваше пијалок. Тоа значи дека наидува моментот кога навистина во Вишни ќе треба да биде весело. И не се сомневавме во тоа. Благодарение на Друштвото Стари граничари, формирано 1968 година, секоја година на Спасовден доаѓаат во Вишни. Како неговото формирање датира од поодамна, за очекување беше дека неговите членови ќе доаѓаат од Струга, од Охрид, од Битола, па и од пошироко. Тоа беше предиката чој од екипата на телевизија Морис да го посетат селскиот храм Светиот Атанасије. А денес после тоа да прошетаат по долината на Свети Спас. Црквата Свети Атанасије во Вишни е одржана црква што зборува за духовната вредност на сите жители од ова село. Тие со собствени средства, како што се случило и порано, веќе неколку пати го возобновувале и ете денес представува гордост и понос за секој жител. Покрај богатата иконографија и богатиот иконостас, камерата ќе забележи така наречената главата на Свети Спас, односно маската на Света Спас. Нешто подоцна ќе ја видиме, а барем за жителите од Вишни представува нешто трето. Еднаш во годината и тоа на денот Спасовден, девојките кои што имаат намера да се вдомат, ќе земат маската од храмот Свети Атанасија и по долината на Свети Спас ќе појдат во пештерната црква Свети Спас и Свети Спаса. Обичајот наложува маската преку сопствената глава да ја носи најстарата девојка. Во предпладневните часови храмот беше преполн со народ. Овој влез беше специјално дозволен за екипата на телевизија Морис.
Маската која што треба да донесе среќа за сите девојки во Вишни е пред вашите очи. Тие всушност девојките кои што се намерачиле за домување, ќе треба по патот на долината на Свети Спас да појдат токму таму и да ќе нисаат постапките од животот на Свети Спас и Света Спаса. Во меѓувреме друштвото Стари граничари се подготвува за една прослава. Впрочем, и од таа причина дојдоа добра прилика да се видат, да позборуваат и да се провеселат на денот Спасовден. Денес е празник и без малку сечија домаќинска трпеза е исполнита, а нарочито ова станува збор за организиран приод. И во чест на празникот, и во чест на собствениот завет, кој што далечната 1968 година сите членови од друштвото Стари граничари си го дадоа. А тоа е да се дружат, да постанат активни се до крајот на нивните животи. Ќе забележите подоцна како стареат активностите, така и ги подредуваат, ако своевремено фудбалот бива главна преокупација. Денес изморените нозе ќе посакаат шах, карти или може би некој трет облик на забава. Патот по долината на Свети Спас посе изгледа не едноставен. Нешто повеќе од 1500 метри. По долината на Вишничка река или таму некаде во утробата на Јабланица се крие пештерската црква Свети Спас. Посматрајќи ги прекрасните предели од преубавата Јабланица, нашиот снимател ќе биде во прилика во неколку наврати да се задржи со објектив. Токму тоа растојание, младите девојки желни за домување со посебен елан го поминуваа. Та нели токму тој пат треба да им донесе среќа. Дека од овој пат цивилизацијата не дигнала раце, потврдуваат и премените во облик на мост. Тие повеќето дури и се одржуваат. Дури и денес безбедно е да се гази по нив. Уште една потврда дека традиционалниот живот во Вишни е богат. Шумот на брзата река ќе привлече посетители на повеќе места долу патот Вишни, црквата Свети Спас.
Колоната од посетители упатени према Свети Спас ќе следи едно куче. Интересен е податокот дека ова куче е ничие и најнаш ќе се појави при секоја намера било кој да ја прошета долината на Свети Спас. Нам не изгледа подхрането, што значи душичка која успеала да си најде собствената среќа. При тоа може би долината на Свети Спас е најзаблагодарна. Големиот број на викиндаши кои што ги обседнале сите равни површини и ливади ќе бидат почестени доколку го прифатите нивниот пијалок, викаат за среќа, душа и спас. Од прекрасните каньони во пределот на планината Јабланица запира и дивот. Очигледна е и оштровноста на нашите свети, кога токму ова место го одвале за храм. Кајала овек. Така да до многу скоро време имаше и птици и остатоци од развој. Сигурно е дека станува збор за легенда. Тука наводно Света Спаса ткаела. Меѓутоа, Пештерската црква Свети Спас потекнува од 15 век и одвај од тоа време успеале да се одржат само неколку фрески во нејзината внатрешност. Очигледно е дека мала е можноста, нарочито надвор, да се најдат остатоци од некогашниот разбој на Спаса. Како и да е, Пештерната црква Свети Спас во Вишни поседува невидена духовна вредност. Тоа е причината што е често посетена. Се разбира, осовремен е приодот, во каньонскиот терен. Без замешување на модерната човекова рака, приодот кон оваа Пештерска црква се беше многу потежок. Магу на собраниот приход, кој што верниците ги оставаат за здравје и се од тоа ќе купат свеќи, е доволено за да се одржува макар приодот на оваа Пештерска црква.
духовната желба за да се посети истата. Ги докажуваат и многу на собраните трговни подароци кои што нешто подоцна, веројатно по пат на лицитација ќе се уновчат и пак за потреба на црквата. Овие се крести горе кои што се чувани и заштитени. Тие сепак се задржала во животот народ православието према овие црквени извести кои се почувани уште од 10 век. После поминувањето на долината на Свети Спас, во Вишни беше очекувана општомнародна веселба, благодарение на друштвото Стари Граничари.
подоцна тие и ќе ни се представат, но и ќе позборуваат за собствените активности. Ова е друштвото Стари Граничар. Основано е во 1967 година. Основачи на друштвото се Спиро Наумовски, што е тука, Никола Наумовски не е тука, Пасе Пановски исто така не е тука, денеска е Спасовден, тој е дома, во својата куќа го слави овој ден. И јас го формиравме друштвово во она време кога дојде до масовно преселување на луѓето од овој пограничен крај, кој што се простира од селото Радожда до селото Дренок. Истиот е поделен на два дела, на Горни и Долни Дримкол. Ова друштво ги вклучува сите припадници од овој крај. Затоа што ние потекнувавме од тој крај, а тие села се погранични, го крстивме Стари Граничар. Целта на формирањето на друштвото беше да и покрај тоа што ние ги напуштаме родните огништа, останеме до крај приврзани на својот роден крај. Тоа друштво во својата цел вклучуваше многу задачи, многу активности. Првата беше патриотска, бидејќи сме пограничен крај. Ние од Зан-Заман, од век и веков сме се наоѓале на таа погранична граница, на тој пограничен дел, и знаеме што е пограничен дел, и во тоа време и во секое време треба да се брани својата татковина, а ние како патриоти, навистина ни беше таа првична и основна идеја, сакавме да останеме приврзани на својот крај, а тоа значи приврзани на својата татковина Македонија. Набарку, кон тоа друштво се приклучија многу наши членови и за голема среќа, голем дел од тие членови се и сега тука, и низ различите активности ние го одржуваме тоа друштво, се разбира со одредени осцилации, не секогаш со исто темпо на развој, но секогаш сме обстојувале и не само што се надевам, туку сум уверен дека и за веки веков ќе обстојуваме. Имавме една традиција да го прославуваме Денот на граничарите и тоа го правев на еден програмиран, осмислен начин и секоја наредна година прославата се одржуваше на една од караулите. Почнувавме од граничниот премин према албанскава граница Тришилка и завршувавме со селото Дренок, така да секоја наредна година беше наредна караула на нашата прослава. Ние, независно од тоа што во 90-тите години настанаа промени од државнотворен карактер,
Ние бидејќи во ентитетот на нашето постоење беше патриотизмот македонски и покрај тоа што поранешната држава СФРЈ се промена, ние продолжиме да ги одржуваме патриотските традиции и во овој нареден период, бидејќи нашето делување имаше богати и разновидни содржини, како што реков, првично од патриотски карактер, потоа имавме од културолошки карактер, имавме од еколошки карактер и имавме и сега имаме во нашето делување сите овие програмски задачи во различен период од нашето постоење ме давале и различни резултати, зависно од условите, приликите. Еве и во овој миг во кој што сега постоиме, се наоѓаме во селото Вишни, актуелно во периодот на кој што сега делуваме е од природен карактер за вземањето на одредени природни ресурси од овој крај и секоја што име на страната на населението на кое што му припаѓаме, на населбите на кои што им припаѓаме и све во функција на одбрана на нивните интереси. Доколку дојде до загрозување на одредени природни интереси на овој крај, ние стапуваме во заедничко дејство со населението од овој крај и даваме во она мера во која што можеме помош на тоа население. Од исклучително значење е заштитата на природните реткости на овој крај. Не верувам, немам досега видено на еден таков куст простор да постои толку многу изобилство на вода, односно на извори, на реки, како што постои на подрашјето на Горни и Долни Дримкол, односно од селото Вишни до селото Модеш. На тој простор постојат 5 огромни реки. Такви големи реки на друго место на куст простор, како што реков, досега нема видено. Меѓутоа, има нешто што е особено значајно. Еве како што е реката во Вишни. Таа во пролетните периоди има огромно изобилство на вода. Меѓутоа, во летниот период таа вода секне. Ако некој посегне, мерејќи ја водата во април и мај, да ја земе од тука, се прави голема грешка, бидејќи во наредниот период таа вода се намалува и не може да користи на оние кои што сакаат да ја земат. Затоа е важно да се заштити таа природна река. И можеме да дојдеме во ситуација, ако на ова подрачје ги бетонираме изворите, да не можеме на наредните генерации да им кажеме што е тоа извор. Еве и во таа функција постои ова наше друштво. Ние исто така се занимаваме со спорт. Имавме речено кога го формиравме друштво дека некаде до 60 години ќе играме фудбал, од 60 до 70 години активно ќе планинариме, од 70 до 80 години ќе играме шах, од 80 до 90 години ќе се дружиме. Од 90 до 100 години сигурно ќе имаме некоја активност, ама не можевме во тоа време точно да ја дефинираме. Сите сме овдека поправо основивачите и некои што ни се придружени од постарите 60 годишњаци. Имаме и помлада генерација, а помладата генерација се 50 годишњаци. Уште играме фудбал, еве сега се договараме за тренинзите и ќе имаме надпревар со Битолчани, таму имате едно друштво што се вика Милево 903 и наредниве недели, наредниот месец ќе биде во знак на подготовки да одржиме две утакмици, една кајнив и една крајна. И она што е особено значено за денешниот ден, тоа е Спасов ден. Нема ден, Спасов ден, нашево друштво да не е тука. Заречени бевме од првиот ден на неговото основање. На Спасов ден сме сите во Вишни. И сите сме тука.
откажуваме работа, дури и кога сме засновале работен однос, на тие со кои што сме го засновале работниот однос, сме им рекле дека на ден, пасов ден, ние не работиме. Стари граничар е во Вишни. Еве сме тука. Видете не и прикажете не пред јавност. Како еден од најстарите, мислам, основивачи на друштвото, меѓу првите, да го представам друштвото поединечно. Дека тебе ви Лајкиновиќ Љубомир, долгогодишен член, приватен е бизнисмен. Тој е Тушевски Ѓоко, Борово, исто така бизнисмен. Одим е пензионер. Желеско Костовски, Пензионер. инженер, долгогодишен директор на Борис Кидрич На братство и Бобов. на братство Охрид. Со Лековски Глигор, така наречен Тако, голман на Стари Граничар, Не исто се така ugradili. приватен бизнисмен. 3 години го Еден од основачите исто така на друштвото, доктор Драган Јанковски, професор. Јане Петрески, шеф на обезбедувањето во училишниот центар. Еден од помладите членови, Мишко Жутевски, исто приватен бизнисмен. Дедапром, Дедапром, да. Сега бивши играч на Арман. Никола Стефановски, професор, исто меѓу постарите членови на друштвото. Јас Наумовски Спиро, наставник, исто така долгогодишен член, еден од основачите на друштвото. Среден на друштвото. Чувач, Десен бек на подобните фудбалери, исто така е газда на овој објект овде кај што се наоѓаме ние. И на крајот легендарниот наш голман, биоенергичар и така натака, тој е Имов Трајче. и на крајот без нив не се може, Да. мајсторе.